Саатот е 11:11. Добре дојавте во едно ново, досега многу поразлично видео во смисла на контест на мојот канал, но сепак има да кажам слична цел, односно нешто поврзано со вежбањето. По наслов веќе видите за што станува збор, а денеска ќе ви покажам како да видите дали сте за фаза на кат, за фаза на булк, како да испланирате исхраната и како најлесно да ги броите калориите. Се потрудив се што можеше да биде преведено на македонски, тоа што не ќе го преведам јас. Тука гледам една слика дали треба да катнете или булкнете. Што значи кат, што значи булк? Кат уствари е фаза кога намалувате телесна тежина, а булк кога кревате. Тука го имаме врвот на пирамидата, главното прашање. Од тоа не дели на две места, дали сте жена или дали сте маж. Третото не постои. Да кажеме дека сте маж. Од тука имаме процентот на масти во телото и дали е повисок од 15 или помало од 10. Тоа како може најлесно да го проверите, ќе закажете термин на спортска медицина кај матичен лекар и ќе го знаете. Ако ве мрзи тоа да го направите, гледајте на YouTube и направите некоја си проценка. Ако сте над 15%, тогаш треба да катнете до 80. Ако сте под 10, тогаш треба да кренете до 15-17. Од другата страна истото за жени. Ако вашата масти се над 25%, треба да ги спуштите до 18 до 20, а ако се под 20, треба да ги качите на 25-27. Значи нешто идеално би било измеѓу 25 и 20 и 15 и 10 за мажи, 20 и 25 за жени. Од тука, кога веќе сме сфатиле зашто ни треба, еве ќе земеме за пример дека треба да булкаме како маж. Отварате нешто кое многу лесно ќе го напишете, само пишувате calculator for macro на англиски и првиот линк што ќе ви излезе е тој. Тука еве, кој го интересира нека прочита ствари за што станува збор, што се макронутриенти, протеини, аглехидрати, масти, дневни потреби и така натака. Нас не интересирава тука. Ова тука гледате има метрички единици, нешто како најлесно што може, сантиметри, килограми, тука се од американски, а тука има сосема друго. Возраст, еве ќе земеме на пример мојата. 18 години, машко 182, моментално имам 97 или 8 кила, ќе кажем 8. Активноста до пред одредено време беше екстра активна, но сега заради факултетот најверојатно ќе падне на умерена. Вежбајте 4 до 5 пати неделно. И сега која е вашата цел? Според ова, нели рековме ќе се водиме дека мојот body fat е реков под 10% и дека треба да качам на 15-17%. Мојата цел, тука има неколку, има благо губење, има онака средно слабење или губење на тежина и екстремно. Истото за качување, нели ние рековме дека ќе качувам. Да не биде екстремно, тоа нека биде благо зголемување на тежината, односно 0,25 кг неделно. Го бираме тоа во поставки, си го додаваме процентот на масти, во случајов 10 или под 10 и кликаме пресмете. Од тука добиваме резултатот. Односно, тука има напишано, сега да не губам време да го читам ова. Тука имаме можност да одбереме, сакаме ниски масти, ниски аглехидрати, високи протеини или да направиме наше или едноставно да го користиме избалансираното. Имаме колку треба се по еден ден. Протеини и аглехидрати, масти, шеќери, заситени масти и енергијата на храната или калориите. Ова се го пишува од позади на пакувањата од било која храна што ја купувате во маркет. А за она, например, овошја, зеленчуци и други работи ќе ви покажам на наредниот тап. Тука гледаме дека треба да внесам 197 грама протеини, 430 грама аглехидрати, 92 грама масти, помалку, односно не повеќе од 86 грама на ден шеќери и не повеќе од
37 грама на ден за сите масти, а калориите да се 3228. Овој план на хранење мене ќе ми помогне да се задебелам 250 грама неделно. Откако срачунавме што треба и како треба ние да конзумираме, го отвараме ова. calories.info. Еве исто, кој сака нека прочита, бројач на калории, категории, калкулатори. Тука има и некакво закрирење план, што не би да го отварам. Тука може да напишете конкретно која храна ви треба, но еве со самото скролање гледаме дека има апсолутно се. И еве да кажеме, од пазар сте си купиле овоше и не знаете како да видите. Отварате тука и гледате еве банана. Едно парче банана 120 грама има 111 калории. Помало парче од 100 грама има 89 калории. Да напоменам, мислам дека овој сајт е само за Calories Info. Еве, например, каде беа месата? Месо. Еве, пилешко во едно парче, едно и пол, како едно или две, 460 грама има 764 грама калории. Како што кажав, овој сајт е само за калории, нешто што многу луѓе ги плаши или не го сваќаат добро, дали тоа ги дебеле и дали тоа ги слабе. А сега ќе видиме и што треба, односно каде да проверите за другите нутритивни вредности. Еве сме на tools.myfooddata.com во Nutrition Facts. Тука има, односно популарни пребарувања, она што најчесто се пребарува и верувам повеќе од ова некогаш не би ви ни требало, а доколку ви треба ќе биде тоа во ретки случаи. Еве има тука за над 600.000 храни, овдека барате стриктно тоа што ви треба кога нема овде. Да земеме за пример пилешките гради. Кога кликате ова и ви го отвара ова. Точно како на декларација од маркет ви покажува во се тука мала грешка милилитри. 170 грама пилешки гради има 267 калории, 54 грама протеин, јаглехидрати вкупни има 0, холестерол 200, вкупни масти 5,5, заситени масти 1,7, шекери 0. Тоа е се што ви треба за да знаете што и како јадете. А сега ќе ви покажам и како тоа да ги броите по оброк. Сајтот, како што е verywellfit, само пишувате verywellfit.com, влагате во алатки или tools на англиски и го одбирате првото. Тука имате убаво објаснето како. Може да си ги мерите сите нутритивни вредности на вашите оброци. Ова го има и како апликација, може да го симнете. Тука ставате име, рековме на пример сакате да направите шейк кој ќе ви биде за булк, го именувате Bulking 1, а не ни мора, тоа е опционално, е изборно. 200 мл млеко, состојките ги пишувате на англиски, 3 јајца и една банана. Ги избирате како е една чаша, 244 грама, го ажурирате и ви носи на нутриционистички факти. Овој шейк во една порција содржи толку калории, толку протеини, толку јаглехидрати, толку масти и толку шекер. Ова може да го принтате, да го споделите, да го зачувате и така натака. Толку би било за ова по-едукативно видео по-конкретно. Се надевам нешто научивте и не заборавајте за ова да ви работи. Секогаш само стиснете ова subscribe копче и верувам дека нема да имате потешкоти во вашата кат или булк фаза. Оставете лайк, субскрајбнете се и се гледаме за брзо.